Добар ден, ученици, добро дојдовте во Е-училница. Јас сум Јулијана Арцовска, наставник по ликовно образование од Основното општинско училиште Партемија Зографски, Кисела Вода, Скопје. Оваа видеолекција е наменета за ученици од 8 оделение. Пред се да се подсетиме. Ликовната уметност се изразува преку ликовен јазик. Ликовниот јазик е составен од ликовни елементи и ликовни принципи. Ликовни елементи се линија, насока, големина, форма, волумен, простор. За овој ликовен елемент ќе зборуваме понатаму во видеото. Текстура е површината на секоја природна или пак вештачка материја, се дели на природна, вештачка и имитација на текстура. Понатаму, ликовен елемент боја и ликовен елемент тон, кој понатаму исто така ќе се посветиме повеќе на него. Овие слики се позајмени од учебникот од 8 оделение и се наоѓаат на 10-та страна. Ликовните принципи. Ликовен принцип контраст. Значи, нешто што се наоѓа во спротивставување. Повторување ритам, два елементи кои се повторуваат, равнотежа, градација, степенување на тон, единство, ликовен принцип пропорција, барајќи соодноси, ликовен принцип композиција, збир на елементи кои се повторуваат во просторот, 3 или повеќе, и ликовен принцип хармонија. Исто така, овие слики се позајмени од вашиот учебник и можете да ги погледнете, побарате на страна 11. Ученици, да се подсетиме. Што е тон? Тон е количество на светлина. Тон или валер. Тон, всушност валер, доаѓа од францускиот збор валер, што значи светлина. Поделено на ахроматски тонови. Ахроматските тонови се добиваат со меѓусебно мешање на бела и црна, додека пак хроматските тонови, и самиот збор ви покажува хрома представува нешто што во себе содржи боја, се добиваат со мешање на бела и црна, со една од хроматските бои, со бела добиваме светли тонови, а со црната ги затемнуваме. Што е простор? Простор е сето она што не обкружува. Просторот може да биде натрешен, ентериер и надворешен простор. Меѓутоа, просторот може да биде и реален, како на сликата. Имаме илузија на простор. Исто така, нова детска ликовна творба. Треба да се запознаеме со целите. Запознавање со ликовните елементи и принципи во цртежот, запознавање со начинот на представување на реалниот простор, сушност, тродимензионалноста, ликовен израз и изнаоѓање на тонски вредности, како и решенија за примена во реалниот простор. Да се усоврши цртањето посеќавање, доживеано или лична фантазија. Да ги развие моторичките способности преку совладување и примена на техниката туш. Денеска имаме за задача да работиме сушност, како мотив, како потик, имаме мојот омилен предмет, каде што како задача треба да изработиме реален простор и брајки на тонски вредности во цртежот, во ликовна, во изработка, во ликовна техника туш.
За овој час ученици ни се потребни следните материјали. Специјален блок. Зошто специјален блок? Затоа што специјалниот блок изобилува со листови адекватни за соодветната техника. Туш, канче, перце, четка и се разбира крпче, кој ќе ни послужи за бришење и чистење на истите. На ова видео гледаме бојата во тонот не се менува со додавање на бела и црна. Се менува само тонот со тоа што станува посветла и потемна. Ако една форма ја сликаме со посветли и потемни тонови, таа форма добива илузија на волумен, со што се добива чувство на тродимензионалност. Еве неколку примери на хроматска тонска скала. На пример гледаме, исто така и на останатите, меѓутоа од посветло до потемен тон, до најтемен тон, а меѓусебното растојание е градација, всушност степенот на затемнување. Еве неколку примери кога сликаме простор и употребуваме посветли и потемни тонови, можеме да добиеме илузија на длабочина, односно блиску и далеку. На овој слайд се прекажани детски ликовни творби и уметнички ликовни творби со истата тематика. Да се навратиме и да видиме што научивме. Кои ликовни елементи ги применивме? Која ликовна техника? Што е валер тон? Просторот и реалниот простор, примена на реалниот простор, барање на тонски вредности и техника туш, изведбено како се изведува во техника туш. Дали со помош на ликовните елементи, тон и простор, јасно е прикажана идејата, предметот, тонските вредности. Оваа ликовна творба треба да ја завршите и истата да испратите на својот наставник. За идниот час темпера. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме нареден час.